минути за урбани вести и добре дојдовте. Со парни ваљак Скопје ќе ја дочека новата 2019 година. Ова е веста на денот, а во продолжение следува генералната најава. Останете со нас. На Македонија и треба децентрализацијата за финансиски стабилни општини. Со парни ваљак Скопје ќе ја дочека 2019 година. На 2 недели пред Нова година во Скопје владее убава празнична атмосфера. Најголема чоколадна торта долга 4 метри во Вероцентар. Скопјани повторно се гушеа од загадениот воздух. Парни ваљак со својот музички избор ќе им посака среќна нова година на присутните на плоштадот Македонија на новогодишната ноќ. Меѓу присутните ќе биде и градоначалникот Петре Шилегов, кој ги повика граѓаните да дојдат и да уживаат во убава атмосфера. Парни ваљак, македонски пејачи и диџеи, како и група од Косово. Ова е понудата на градот за прослава на новогодишната ноќ на плоштадот Македонија во Скопје. Новогодишната програма ќе почне во 21 часот на градскиот плоштад Македонија и ќе трае до 1 часот по полноќ. Ова на денешната пресконференција го соопштија скопскиот градоначалник Петре Шилегов и главниот извршен директор на Македонски телеком Никола Љушев. Чест ми е и задоволство денеска со генералниот спонзор на новогодишната прослава ноќта да го најавиме доаѓањето на скопската и регионална легенда за новогодишната вечер, парни ваљак и Аки Рахимовски. Аки, мој добар личен пријател, со задоволство го прифати гостувањето, за прв пат да може со своите скопјани да ја дочека новата година како главниот настан во текот на новогодишната вечер. Покрај програмата за 31 декември, денеска беше соопштена и богатата предновогодишна програма, која ќе започне од утре, а ќе содржи детски представи, настапи на улични изведувачи, како и настапи на голем број македонски пејачи. Овој викенд започнува богатата културна и уметничка програма во рамките на Винтерленд, така што од сабота ќе започне со полн капацитет новогодишната еуфорија која што ја организира градот Скопје. Искрено се надевам дека на нашите сограѓани, на нашите блиски, впрочем и на жителите на Македонија ќе можеме да им овозможиме пријатни моменти овдека на градскиот плоштад. Имаме програма која што е наменета за најмладите. Овој настап на театарот за деца и млади со мюзикл, настап на Златно славење на неколку наврати. На плоштадот на Македонија веќе се поставени дрвените куќишки од Винтерлендот. На нив имаме рачни сувенири кои што се изработени, новогодишни украси, книги, божикни подароци, гастрономски специјалитети и разни топли пијалоци со цел да овозможиме да се створи вистинска празнична атмосфера. Главниот извршен директор на Македонски телеком Никола Љушев се надева дека изборот на музичари ќе им се допадне на посетителите. Се надевам дека граѓаните ќе уживаат во она што градот Скопје и ние како партнер во организирањето на овој настан го подготвивме. Тука на плоштадот Македонија признавам дека ова е прв пат кога го гледаме Скопје во многу поразлично руво, со поразлични содржини. Верувам дека ќе побуди интерес за поширокото граѓанство, веројатно и луѓето кои што доаѓаат надворот од Скопје ќе имаат можност малце време да поминат тука во центарот на градот. По се изгледа изборот на изведувачи им се допаднал и на граѓаните. Според нивните одговори на нашата анкета, плоштадот ќе биде вистински избор за дочек на новата година. Новата година каде ќе ја поминете? Па тука изгледа со другарки, со другари или пак може кај некого дома. Нова година кај ќе славите? Па или дома или овде. Новата година каде ќе ја поминете? Па сигурно дома. Новата година каде ќе ја поминете? Па тука ќе ја поминеме на плоштадот. А новата година каде ќе ја поминете? Не знам. Новата година каде ќе ја поминете? А тука јас сум по градот. Меѓу присутните на плоштадот Македонија на 31 декември ќе биде и градоначалникот Петре Шилегов, кој нагласи дека никогаш не би го пропуштил настапот на парни ваљак.
Скопје деновиве живее во новогодишна бајка. Големиот број украсени куќерки на плоштадот Македонија, новогодишната елка и целокупната атмосфера придонесуваат за убаво новогодишно расположение. Од она што можевме да го забележиме е дека граѓаните се навистина расположени, се шетаат низ скопските улици, се фотографираат со украсите на плоштадот Македонија и со нетрпение го очекуваат дочекот на новата 2019 година. Деновиве сите патишта водат во Скопје кон плоштадот Македонија, каде владее убава празнична новогодишна атмосфера. Таму за прв пат годинава се отвори Винтерленд на селбата која нуди најразлични содржини за сите возрасти. Во метрополата не само скопјани, туку доаѓаат луѓе од сите градови во внатрешноста за да уживаат во се она што го има главниот град. На 2 недели пред новата година, Скопје го тресне празнична новогодишна треска. На китени улици, булевари, полни маркети со новогодишни украси и декорации и преполн плоштад со луѓе, расположени во празнична атмосфера. Деновиве сите патишта водат кон плоштадот Македонија. Таму се наоѓа убавата новогодишна елка, а оваа година за прв пат се отвори Винтерленд, населбата која на посетителите им нуди различни содржини. Се пие грејано вино, се јадат печени костени кои мирисаат од километар. Екипата на Прва Скопска денеска излезе на плоштадот Македонија за да ја долови празничната новогодишна атмосфера. Ваѓа атмосферата и дали има заинтересирани купувачи? Да, многу е убава атмосферата, значи, алал вера на организаторот што се сетил за оваа да го организира. Заинтересирани имаме, така да функционираме добро и алал вера за организацијата за град Скопје. Па да, деновиве има доста раздвиженост, луѓето се прилично заинтересирани, пак се работи нели за производи на Милка, така да за сега можам да кажам дека сме задоволни, меѓутоа очекуваме да има уште повеќе луѓе нели со оглед на тоа дека од утре почнува и официјална програма, така. Па да, сега за сега мислам дека од 15 кога ќе биде отворањето, ја мислам дека ќе има маца поише гужва неголи моментално уште. Сепак можеби маца и временски услови го прават своето, ама ја мислам дека ќе биде маца појако од кога ќе се отвори све. Кога е поголема посетеноста, навечер, преку ден, за време на викендите? За време на викендите да, сепак нели преку работната недела дека луѓето си работат и навечер поише има луѓе од понеделник до петок, а сабота и недела секако е маца поголема раздвиженоста во градот. Што преферираат за загревање? Ја би рекол поише се заинтересирани за виново моментално. Тоа ја мислам лекот за зимова. Дали ти се свија атмосферата како е украсена? Па ми се допаѓа, се гледа дека е вложено многу и труд, се надевам дека ќе биде поубаво до нова година. Па и ве да ни кажете дали ви се допаѓа новогодишното украсување? Па добро е, убаво е. Има убави куки наредени, елката е убава, така средено е доста. Одлично е, све е убаво, убаво е све. Здраво, може ли кажеш како ти се свиѓа украсувањето? Па ми се свиѓа убаво. За разлика од други години, дали е Да, подобро? оваа година е организирано, направено многу убаво. Граѓаните се задоволни од празничната атмосфера, па додаваат дека откако градот е соодветно украсен во пресрет на нова година, речиси постојано може да се забележат млади, но и повозрасни насмејани лица низ улиците на Скопје. Во метрополата не само скопјани, доаѓаат луѓе од сите градови од внатрешноста, за да уживаат во она што го има во главниот град. Плоштадот е осветлен со една посебна празнична магија. Ведрина се гледа на лицата на луѓето, кои некако со надеж од наредната година очекуваат нешто многу повеќе, поубаво за себе и за своите најблиски. Еден поубав, помирен и поспокоен живот. Новогодишната магија во главниот град се шири и по социјалните мрежи, каде граѓаните споделуваат фотографии и новогодишни детали, каде се забележува новогодишната еуфорија. Овој викенд во Веро центар во Скопје ќе биде направена најголемата чоколадна торта која ќе биде долга 4 метри. Приготвувањето на празничната торта ќе се одвива во рамки на првиот чоколаден фестивал во организација на Веро, а во соработка со Гастромак. Врвни шефови за сладки од земјава в сабота на 15 декември во Веро центар во Скопје ќе ја направат најголемата чоколадна торта во Македонија, која потоа ќе им ја поделат на присутните посетители. Приготвувањето на најголемата празнична торта, долга 4 метри, ќе се одвива во рамки на првиот чоколаден фестивал што го организира Веро во соработка со Гастромак в сабота во Веро центар со почеток од 11 часот. Покрај тортата,
посетителите ќе уживаат и во рачно изработено чоколадно село, во кое секој елемент може да се јаде. Голем Дедо Мраз, направен од чоколадо, чоколадно семејство во зимски услови, пралини, чоколадни тартуфи и многу други сладки производи со новогодишни и божикни мотиви, креации кои ќе бидат само мал дел од изложбената понуда на фестивалот. Врвни шефови од Гастромак, предводени од мастер шефот за сладки Снежана Ангеловска, ќе се обидат да го соборат рекордот за изработка на големата чоколадна торта, во чиј вкус ќе уживаат сите посетители на чоколадниот фестивал, точно напладне. На Македонија и треба децентрализација што ќе ја отсликуваат финансиски стабилни општини. Денешната национална конференција во Скопје, на која присуствуваа премиерот Зоран Заев, речиси сите министри во владата, амбасадори и високи представници на меѓународни организации и представници на ЗЕЛС, беше во насока на преиспитување на сегашните позиции на локалната власт, надлежностите и средствата за нивна реализација. На националната конференција во организација на заедницата на локалните самоуправи, на која што денеска присуствуваа градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и премиерот на Република Македонија Зоран Заев, беше истакнато дека на Македонија и треба децентрализација, што ќе отсликуваат финансиски стабилни општини. За таа цел беше најавено преиспитување на сегашните позиции на локалната власт, надлежностите што ги има, средствата што ги добива за нивна реализација и сериозно да ги утврди следните чикори. Како што беше речено, локалната и централната власт изгледаат како спротивставени страни, но во основа нивната цел е иста – обезбедување поквалитетни услови за живот на граѓаните и просперитетна држава, за што е неопходно квалитетна соработка. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, крајно време е локалната власт да разбере дека е непосреден давател на услугите на граѓаните и дека таа најдобро ги знае нивните потреби и приоритети. Наше мислење е дека услугите кои што ги добиваат граѓаните мора да ги подигнеме на повисоко ниво. Всушност, суштината на владењето е задоволување на потребите и качување на квалитетот на услугите кои што ги даваме ние како власт воопшто. Токму заради тоа, несомнено е да речам она што го утврдивме во текот на денешниот ден и во минатото, дека овој процес конечно во Македонија ќе се придвижи. Имаме заедничка соработка, во тек се анализи кои што ги прави и владата, и ЗЕЛС, и Светска банка, со цел да дојдеме до оптимализирање на надлежностите на општините. Премиерот Зоран Заев потенцира дека градоначалниците можат да сметаат на соработката со владата и најави нови инвестиции на локално ниво, кои ќе стартуваат од 2019 година. 70 милиони евра уште во првиот квартал 2019 година ќе почнат да се имплементираат за локални патишта. 50 милиони евра дополнително пари за водоводи и канализации, 12 милиони евра имаме веќе обезбедени за водоводи и канализации, 35 милиони евра ќе бидат од ТАФ распределени во општините уште почетокот на 2019 година. Светска банка обезбеди 30 милиони евра за детски градинки, од кои 16 милиони евра се за градба на нови детски градинки или реконструкција на постојните. Преку ИПА програмите некаде се заокружуваат повеќе од 40 милиони евра за делот на прочистителни станици, за делот на депониите кои што ќе се отварат во Македонија, односно се афирмира некој буџет кој што во следниот период би бил поголем од 230 милиони евра. Сето тоа треба да ги зајакне општините и да ги доведе во капацитетност за да го примат вториот бран на децентрализација на власт. Според ЗЕЛС, децентрализацијата во изминатите години не била само забавена, туку и заборавена, оптоварена со огромни наследени долгови и голем број нерешени предизвици. ЗЕЛС бара зголемување на зафаќањето од ДДВ на 10% за разлика од сегашните 4,5%. Бара зголемување на зафаќањето од персоналниот данок на 50% по примерот на поголемиот број земји од регионот и Европа, како и обезбедување адекватни финансиски средства за сите блок дотации. Градот Скопје се обиде да ја исправи неправдата. Ја воедначи цената на паркингот на клинички центар со другите паркинг зони околу кои гравитираат други институции. Градот не би се однесувал подеднакво кон своите граѓани ако на едно место дава услуга за 800 денари, а на друго за 350 денари. Во клиничкиот центар градот Скопје партиципира, односно
помага во неговото одржување повеќе од една година. Дел од работите кои што сакавме да ги направиме во координација со министерот и со Министерството за здравство е да го подобрим, да ги подобрим условите со цел да не настане таму сообраќајен хаос. Ова е дел од целокупен еден концепт, значи таму треба да се влезе да се пробијат нови сообраќајни решенија со цел брзата помош да може безболно да доаѓа до соодветните клиники, не да чека наред со другите возила. Тоа е што де факто нам не се случува. И градот треба во тој концепт што го развивме со министерот за здравство да изгради на 2 места монтажни катни гаражи, не како трајни објекти монтажни, со кои што ќе го зголемиме капацитетноста на паркирањето во комплексот на клинички центар за повеќе од 350 нови паркинг места. Она што го направи градот ја воедначи цената со другите паркинг зони кои што постојат во градот Скопје. Тие паркинг зони гравитираат кон други институции. И градот не би се однесувал подеднакво кон своите граѓани, поколку на едно место давате услуга за 800 денари, а на друго давате за 350 денари, колку што беше. Замислете сега дека, например, на паркингот кај Нова Македонија, каде што имаме сместено сериозен број на институции, таму луѓето плаќаат 800 денари. Во катната гаража Беко, вработените од Министерството за финансии или Министерството за правда плаќаат по 1000 денари. Значи, ние воедначивме цената на услугите кои што ќе добиваат и луѓето кои што се ваму. Зошто некој во дадена фаза решил концептот на сообраќај во клинички центар да го уништи, давајќи 1500 месечни карти за 670 паркинг места без при тоа да го зголеми капацитетот за пристап на возила во непречен пристап на возила во клинички центар. Тоа не можам јас да го кажам, тоа се одлуки на претходната власт. Она што сакаме е да исправиме неправда кон останатите граѓани во Скопје од една страна, од друга страна да најдеме доволен извор на средства да може да ги изградиме овие катни гаражи за кои што зборувам. 25 денари саат, колку што изнесува паркингот, е доволен да ги покрие исклучиво манипулативните трошоци кои што ги има градски паркинг. Клиниките полни со пациенти, а граѓаните револтирани. Загадениот воздух се уште е актуелна тема во Скопје. Мерните станици во неколку скопски општини покажуваат енормно загадување. Мерните станици во неколку скопски општини синоќа покажуваа енормно загадување на воздухот. Оваа состојба предизвика голем револт кај граѓаните кои се пожалија дека се чувствува лоша миризба која предизвикува иритација на очите и грлото. Според мерните станици во ректоратот синоќа беа измерени 296 PM10 честички на метар кубен, што е повеќекратно од дозволеното. Во општина Центар 270 PM10 честички на метар кубен, во општина Карпош 235, додека во општина Бутел 220 PM10 честички на метар кубен. Локалните и централните власти се уште немаат преземено надлежност за решавање на овој проблем кој представува рак рана на граѓаните, кои наместо чист воздух дишат загаден. Во овој период, додека мерните станици со денови покажуваат висока концентрација на PM10 честички, клиниките се полни со пациенти, а особено детските клиники. Во општина Ѓорче Петров интензивно се работи на расчистување на отпадот и дивите депонии од општината. Како што соопштија од Ѓорче, комуналните служби изфрлиле 22 камиона смет само од местната заедница Мирче Ацев. Ваквите акции ќе продолжат и во наредните денови со цел да се исчисти целата територија на општината. Деновиве во општина Ѓорче Петров се спроведуваат повеќе акции за чистење на неколку местни заедници. Како што информираат од општината, се работи со целата расположлива механизација и човечки ресурси за општината да биде чисто и здраво место за живење. Комуналните служби во континуитет работат на повеќе локации. Се расчистуваше долж железничката пруга од основното училиште Тихомир Милошевски до село Волково, од улица 84 во должина од 1 километар, подигнати се 4 метри кубни ѓубре. Исто така се расчистуваат и дивите депонии во општината.
Комплетно беше елиминирана дивата депонија на улицата Наум Чакарев во местната заедница Мирчеацев. Според информациите од општината, комуналните служби исфрлиле 22 камиона со ѓубре или 88 метри кубни смет. Од општина Ѓорче Петров вела дека битката со дивите депонии ќе се добие само тогаш кога граѓаните ќе бидат сојузници, а не наши противници. Редот и хигиената во околината го воспоставуваме сами, велат од Ѓорче Петров. Во општина Центар советниците одлучија да го продолжат мораториумот за градби. Како што соопштија од Центар, идејата е да се воведе ред во урбанистичкото планирање во општината, што ќе придонесе и за намалување на загадувањето на околината. Советот на општина Центар на седница одлучи да го продолжи мораториумот за градби на територија на општината, односно повторно ја донесе одлуката за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови. Мораториумот за градби за прв пат беше донесен на 27 декември минатата година и продолжувањето е со важност до 30 април 2019. Со мораториумот 31 детално урбанистички планови се враќаат на повторна доработка, а истовремено се забранува издавање на одобренија за градби на територија на општината, со што идејата на општината е да се воведе ред во урбанистичкото планирање, но и да се придонесе кон намалување на загадувањето на околината и атмосферскиот воздух, соопштија од општина Центар. Учениците од 6-то оделение во општина Карпош од следната година ќе имаат можност да го изучуваат италијанскиот јазик. Ова беше договорено на средбата со градоначалникот Стефан Богоев и италијанскиот амбасадор во Скопје Карло Ромео. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев се сретна со амбасадорот на Италија во Скопје Карло Ромео. На средбата се разговараше за актуелни случувања во општина Карпош и продлабочување на соработката меѓу локалната самоуправа и амбасадата на Италија. Италијанскиот јазик од оваа учебна година е воведен како втор странски јазик во основното образование во нашата држава и учениците веќе имаат можност да го изучуваат. Градоначалникот Богоев и амбасадорот Ромео изразија подготвеност италијанскиот јазик од наредната учебна година целосно да се воведе во наставата во едно од основните училишта во Карпош, при тоа да се запазат сите процедури и правила пропишани од Министерството за образование и наука. На овој начин учениците од 6-то оделение ќе имаат можност да се запознаат со особеностите на јазикот, но и со италијанската култура и традиција. Инаку изучувањето на странските јазици воопшто е од големо значење на децата. Наставниците велат дека децата колку јазици знаат повеќе, толку е подобро. Во денешно време, освен англискиот јазик, кај децата се повеќе предизвикуваат внимание и другите странски јазици, како италијански, германски и француски. Експертите велат дека децата колку порано ќе почнат да изучуваат странски јазик, толку е подобро за нив. Со години се сметало дека учењето странски јазик на деца на 3 годишна возраст е бесполезно, но истражувањата го покажале спротивното. Освен способноста да некому му го покажат патот или да си нарачаат храна во ресторан, учењето странски јазик има и неверојатни психолошки придобивки. Истражувањата покажуваат дека учењето нови јазици го зголемува критичкото мислење, креативноста и флексибилноста во умот на децата. Учениците кои учат странски јазик подобро решаваат стандардизирани јазични и математички тестови од оние кои не учат, што е показател дека учењето странски јазик е и когнитивна, а не само лингвистичка активност. Децата кои учат јазици додека растат, развиваат и емпатија за другите, како и љубопитност за различни култури и идеи и се подготвени да си го најдат местото во едно глобално општество. Во подоцнежните години се зголемуваат и можностите за кариера за оние кои владеат со повеќе јазици.
Денеска имавме облачно време наместа со повремени слаби врнежи од дожд и снег, а за утре метеоролозите најавуваат дека ќе имаме облачно време со магла по котлините и со слаб локален дожд. Повеќе врнежи ќе има во ноќните часови. Денеска температурата достигна до 4 степен, а за утре се очекува да достигне до 8 степени. В недела температурата ќе се движи од -3 до 5 степени, понеделник од 0 до 5 и во вторник од -3 до 4 степени. И пред крајот имаме уште една информација. Комуналните служби на општина Карпош денеска има акција за чистење на населбата Козле на потегот од основното училиште Владо Тасевски до Министерството за економија. Хигиеничарите ги одстрануваа лисијата од јавните површини, како и отпадот од пластика, хартија и стакло. Локалната самоуправа упатува апел до сите граѓани за зголемена грижа за животната средина. Од општината вела дека општина Карпош продолжува со секојдневната грижа за јавната хигиена и во наредниот период. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Овдека завршуваме. Вие повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување!